Ивица, имаме тук еден коментар от слушател. Ајде. Вели слушателот, Љупчо е капиталистички, вели експлоататор, ја тормози цела редакција Сосе Боцевски. Ајде, остави го. Ова ја го демантирам целосно, без, како се вика тоа, ова се дрски лаги и манипулации. Ко друг си ја каже клевети ила, како клевечи ила. Добро. Еве, друг ми вика не може да си против работничките права. Па кој е против работничките права? Ја да бев против работничките права, 8 сата ке работе овие тука. Значи, не работи. Се работи. Има... Се работи и пуше до 8 сата. Друг коментар вели дека си бил управа за тоа со бугарскиот јазик, дека бил во Босилеград за време на Југославија, имало сербско-хрвашки, односно српско-хрватски и бугарски јазик. Да. Тука го навредуваат малце пендаровски исто во коментари со некои зборови што не се за воетер. Не знам зошто... Ти кажував за тоа, нели, како беше не се за пред кралицата, што би рекла баба ми, нели? Да, вели еден слушател, не знам зошто не сте сватили дека официјално Северџанистан е единствена земја без малцинства во соседните земји. Тоа мора од СДСМ да го бранат. Па да, во право е слушател, не се откажавме нели од нашето малцинство. Ма не може да се откажеш, бе, луѓето постојат, како ќе се откажеш? Не, нивната матица се откажа, Ивица. Ма не, тоа, знаеш, хартија се трпи. Не, како ќе се откажеш од нешто што постои реално? Ајде де. Иначе вчера на протестот добри били од КСС. Кебапи за работникот, бифтак за власта. Тоа им бил слоганот. Па си изнајадува бифтези, да. Судскиот совет денес треба да избира нов председател по една драмолетка во која според нас, не според нас, според СДСМ, неправично била сменета до тогашната председателка на Судскиот совет, а јаве сега ќе ви кажам отворено, не ми е воопшто жал, затоа што спротивно на закон беше избрана и владата, беше избран Тала Џафери за председател на собранието од 2017. Спротивно на закон беше објавена ратификацијата на Преспанскиот договор во Централен регистар. Затоа Марко овој како се викаше Марко? Или Маријан, овој од Куманово? Пратеникот? Тој што... Мартин Костовски. Мартин Костовски, да, Мартин Костовски. Затоа еден ден треба да иде во затвор. Затоа што како директор на Централниот регистар објави закон, ќе се присетиме, за ратификација на Преспанскиот договор кој не беше подпишан од председателот. Тоа значи дека треба да има процедура. Значи сакаш да кажеш еден библиски мотив, тоа е од Евангелие по Матеја, нели? Кој се фати за меч, од меч ќе погине. Така беше. Апсолутно, да. Апсолутно. Се сеќавам на овие зборови по Матеј кои владиката Амфилохија ги кажа на погребот на еден политичар. Што не требаше да малце го претера. Малце го претера. Не, добро да познат мотивите сега, не е само од таму, знаеш. Меѓутоа во конкретниот случај, како да кажа, или американците имаат еден друг предвод, нели, кој живее од мечот, умира од мечот, така. Меѓутоа на словенските јазици тоа така е преведено. И така е за се во животот, почитувани слушатели. Не, види. Секогаш кармата ќе ве стигне и ќе го дочекате да го правите, да ви се случува баш тоа што вие сте го правеле. Значи, има и уште една работа, американците ми ја кажале, вика, кога напредуваш во животот, во смисол кога се искачуваш, или напредуваш во кариерата, добро ти оди и така натаму, биди добар кон сите луѓе што ги сретнуваш на скалилата, вика. Затоа што вика, ќе ги сретнеш и кога ќе се враќаш надолу. Баш така. И сега,
Тефтерите се тука. Памтиме ние овие. Да, и сега Овие 6 години многу убаво памтиме. Некој што е силувал правдата, ме разбирате, нек ни го зборував и тоа во емисијата, нели, за Викторио Димовски, мене ме тортурираше, ми правеше ово на кривични пријави, сега го гледаме кај. Тоа ќе ги стигне сите. Тоа ќе ги стигне сите, значи, и не мора тука некој да се одмаздува. Има некоја света математика, има некоја космичка правда, има некој Господ, каде што се на крај си доаѓа на своето. Се што е извадено од баланс, се што е исилено, се што е непотребно, се што е премногу на крај природата, некој го нарекуваат тоа природа, некој го нарекуваат Бог. Некој го не знам каква е енергијата, но на крај се си доаѓа не е на своето. енергија, знаеш од каде е тоа? Мислам дека не е енергијата. Постојат некои правила на однесување како се функционира во една човекова заедница. Човекова заедница Ма не само и во природата е така. Не, нормално, види, човекова заедница сака да опстане. Знаеш, сака да опстане и за деца и за внуци и така натаму. И кога некој ќе ја наруши таа равнотежа, заедницава сака да си ја врати равнотежата. Сега, на крајот мора да дојде и казна за тоа што е нарушена таа равнотежа. Да се подсетиме овдека, многу беа силни. Мислеа дека зад нив се најголемите светски сили ќе владеат вечно, ќе се забораат неправдите, се помнат. Се помнат неправдите. Не сакам реваншизам, нема ништо полошо од реваншизам. Ама неправдите се помнат. И еве денес. Ништо не се помни повеќе од неправда. Ајде да видиме Инаку, што вика медиумскиот извештај за денес во Судскиот совет. Во 11 часот треба да се гласа за избор на нов председател, откако доскорашната председателка Весна Дамев беше разрешена во средата во тензична атмосфера и според мислење на експерти. Кај беа тие експерти, бе, ние што го зборевме да го кажат? Во незаконска, на една таква експертка и коментирав, нек ни велам, добра, не беше ова против, ништо, штама. Нели во незаконска постапка. Директен повод за смената беше нејзиното одбивање да стави на дневен ред нова точка и наводното криење на писмото од американската амбасадорка Ангела Агелер. А она после подаде изјава дека она нема што да го става писмото, она директно идела да се разрешат тие судиите кои ги криеле случаите. А како е бе? Чекај се, не разбирам сега. Тогаш со право е разрешено ако е така. Шо? Па каде во уставот пишува дека на писмо заради писмо од американска амбасадорка се разрешуваат судии? Не да се да се санкционираат. Ако да е исто и тоа. Ама не, Ивица, противзаконски тоа што ги држат случаите, сега да се разбереме. Каде пишува во уставот и во законите дека се санкционираат судии заради писмо од американски амбасадор? Ама не се санкционираат не заради писмо од амбасадорката, се санкционираат затоа што стварно направи ужасно е тоа Јавно што го гледат таму никој тоа не го зборуваше, таму сите зборува за писмото. Кога има расправа на совет. Од апелација која тоа на пример што ги чуваат случаите во ФИОКа им застаруваат на одредени престапници случаите поради тоа чување во ФИОКа, тоа е буквално заобиколување на правдата и за тоа стварно треба да се одговара и треба законот да биде дури по-концизен, нема ништо Судскиот совет да се прашува едноставно. Добро, става случај во ФИОКа, разрешен си по автоматизам. А да те прашам нешто, различно си по автоматизам. А кога неправедно ќе пристапиш кон означување на судско дело, на кривично дело, терористичко загрозување на кривичниот поредок, вон секоја здрава логика, по автоматизам што треба да се случи? Треба да те одземат дипломата од правен факултет, така? И лиценца за работа. Зборуваме за 27 април, ни забележа што не сме го третирали. Не, те прашам, кога некој судија ќе рече, вага ќе ги судиме за терористичко загрозување на уставниот поредок. Зашто така ни текне. Може и нас да не судат за тоа. Слободно. Ние се бориме за малцинствата во регионот Македонија се откажало. Тогаш која публика ќе имаме, знаеш, нека. Значи, види, Ивица, сега тој случај е неправеден, тој случај има една комплетно веќе изместена димензија, веќе нема спортски карактер колку е тоа лошо и тие луѓе треба на еден или на друг начин веќе да излезат од затвор и тоа треба да биде почетокот на политичкото помирување во Македонија. Ако сакаат помирување, треба да се тргне од таму. Друго место за помирување нема.
Ако не сакаат помирување, тогаш ќе треба да си ги сносат последиците од непомирувањето. А не сакаат. Океј, тогаш треба да имаат некоја една власт, да има буквално исти принцип на функционирање, дури смета. полош. Не смета. Затоа што мора да се исправи Не смета. Види, во Лјупчо, еквилибриумот мора некаде да сопре клапнат. Во еквилибриумот наречен македонско политичко делување, за да биде линијата права, за да се исправи, се да си дојде на свое место, сега идам као Мизес и Хаек малце, само во политичка гледна точка, мора да се има реакција, тоа од закони на физика до закони на политика не смеат да се остават туку така и треба буквално да си ги сносат последиците за нивната политичка бруталност. И сметам дека тоа нема да му пречи ниту на македонското општество. Не зборам за одмаздолюбие. Зборам за акција, реакција. Тоа не е одмазда. Нели се еден познат лик во Македонија, ке општественик, ми вели за Енвер Беџети и Лирија Елези има утврдено прекршување во работата од соодветните судски инстанции, затоа што се чувал предмет во ОК и утврдено е записнички. Значи за ова треба да има одговорност, се согласувам. За ова треба да има одговорност. Меѓутоа не треба одговорност да се иницира заради писмо од амбасадор. Види, или е вон секоја здрава памет ова се. Реално нашиот систем треба само вие појави да ги третира. Се пишала нешто амбасадорката, кажала нејзин став и тоа е до моментот кажување на став во ред, да. Во ред. Ова нашево не е во ред од другава страна, сега таму да се борат они кои поише ќе спроведе нешто, а тоа нешто никој од нив и не го бара. Кој бре бара? Од нив се бара да спроведат закон, а не писма на амбасадор. Ама не, дури во самото писмо не им викаат ниту разрешете го, ниту направете, они викаат дека они нотираат дека во Македонија има проблем со правдата, затоа што многу случаи се чуваат во фиоки и се разочарани затоа што вложиле многу во судскиот систем, обуки и така натаму. И тоа на крај завршило што вака како што завршило. Не, пак ќе ти кажам. Тоа си го кажуваат американците. Се што да правиме се. Ама не, они само нотираат. Добре. Они не бараат, не викаат да се разреши Весна Дамева. Не викаат да се разрешат судите. Они викаат дај бе луѓе, што е ова? Ова не е берза, па се вложил некој очекува назад пари. Ама не ни бараат, они знаеш, не прочитај го писмото. Па зошто така пишува тога? Ама сега тоа што тука има. Зошто пишува такви работи? Па затоа што они имаат толку робовска свест, толку имаат колонијална свест, што никоја некој не бара ништо од нив, сакаат да го спроведат бе човек, нели свати ти до сега? Да, и тоа е точно, да. Значи, до толку се они, затоа што по друга страна нив ништо друго не ги држи. Они знаат дека или ќе се подпреш на народ, или ќе се подпреш за тоа да бидеш колонистички губернатор овде. Они на народ не можат да се подпрат, затоа што народ не ги сака и не сака да одат на избори, за да потврдиме дека народ не ги сака. На што они ќе се подпрат и се подпираат на тоа, еве нас странците не држат. И ние имаме нареđење и извршење, дури која не го бараат тоа од нас. Како ми е интересно. Нас странците не држат. Значи тоа не се ни платеници. Знаеш, што е еве, ако некоја нели со она за секс, за пари прави, ти плагаш, они завршува работа, си иде. Они сакаат да те задоволат, они се класични, не се ни спонзоруши тоа. Да ти влезе у куќа сака, ме разбираш? Рано е за споредбите. Рано е за споредбите, да. Но добро, сакам да ти кажам дека тоа е разбирливо од нивна страна. Немаат на што друго да се задржат. Кај е поддршката од народот? Кој имаат? Кој нив ги поддржува во оваа? Кој нив ги поддржува од кога дошло на власт? Гласал за Тача? Кажете ми. Тоа е. Нудам €1.000.000 доколку некој ќе се задужам, све што имам ќе ставам, ако немам €1.000.000 и све да соберам, но у наредни 5 поколенија, ако некој сега дојде и рече ја имам гласано за Таче. За Димитар. За Димитар не Ковачевски. Не за татко му гласале, знаеме. За татко му гласале, но за овој никој нигде не го гласал и он е власт во Македонија и ти очекуваш да биде одговорен. Како да биде одговорен? Одговорноста ја влечеш кон оној кој ти го дал мандатот, кон народот. И за да бидеш ти одговорен кон народот, треба да ја осетиш таа синергија, па дури, сега не знам како ќе го кажам и како ќе го разберете, па дури еден Зоран Заев,
која виде дека нема поддршка од народот на тие локални избори, дури и еден Зоран Заев вика, добро, ја нема кон кого, дај ке си идам. И си отиде. Ке видиме сега. Ама добро, ќе видиме. Но И колку дури си отишол и како си Зоран отишол и Заев дали си отишол. Има поголем рбет од овие. Ке се оградам од тебе сега, целосно, али добро. Јасна ми е поентата. Поентата е дека Поентата, но човекот се избери, тргна. но избери некој друг, мислам. Ама не, намерно го бирам најнегативниот пример, Не. за да го споредам со овие, затоа што Еве, тоа ја ќе понегативно. избереме друг, еве. Владо Бучковски. Владо Бучковски е во споредба со овие не најнегативен пример, он е позитивен пример. Се согласувам со тебе. Значи, Сега се согласивме. Значи, и затоа Заедно не го бирам, што не најдовме пример. него може да го споредуваме со Груевски, може да го споредуваме со Бранко Црвенковски, може да го споредуваме со Хари Костов. Со Хари не е исто и Харис, кој го бирал Хари? Да, управо си. Да. Така што тука меѓутоа Еден од СДСМ ми пишува, вика, како бе, вика, го гласавме за лидер на партија. кога го гласале? Нели имале внатре партиски Да, избори? нека не прават. Бе, ајде, нека не ме засмејувате. Ние вика сите го... чекај. 40.000 души гласале за него. Абе, ајде, електронски А дигитал. никој не го знаел. Да. И како така? Ухапсите ток софтвера. Да. Значи дека подобро се они може си го гласале за партија, ама тоа не значи дека ние треба да го трпиме Абе, сите. кој го гласал? Бе, ајде да не лажат, бе, таму, какви гласања, какви бакрачи. Знаеш ли што е? Прво види, ке забележевме. Тој ден во Скопје, тој ден во Македонија беше толку мирно, толку тивко, а вика 40.000 луѓе излегли да гласаат. Лјупчо, тоа 40.000 души, колку е тоа? Цел Охрид излегол да гласи и никој Да, не бе, у забележал. аеродром кај нас, еве, тука треба се да аеродром, биде, еве, ајде. да гледаме река луѓе како идат кон штабот на СДСМ. А штабот на СДСМ во аеродром е толку мал, што не може да издржи поише од 20 души внатре. А сигурно гласале илјадници за таче таму. Да нотирам и уште еден инцидент антимакедонски, не знам дали го забележа тоа Липчо. Добро. Во Солун прекината изложбата на Сергеј Андреевски, еден од моите омилени сликари. Влегле од Златна Зора во маски и земале да прелепуваат некои постери, некои такви работи. За среќа реагирал и конзулот таму е Дејан Гуцич конзул, кој реагирале и овие реагирала и полицијата и се вели дека делува сега и обвинителството, меѓутоа мора да нотираме дека ова не е убаво. Значи, ја не се сеќам дека било која грчка изложба била прекината било каде во Македонија. Од независноста од денес. На крај институциите во Грција ги спречиле овие, така? Па не ги спречиле, тие си го направиле тоа своето и си заминале, што значи како да кажам? На граница е работа. Па не е на граница. Помината е границата. Помината е границата. Ивица, види, знаеш, ја вакви работи, знаеш, случајно влегле, случајно вакво, случајно излегле во држави кои што биле диктатури као Грција или комунистички диктатури како Македонија, нема тоа. Јас случајно во животов познавам лице од Златна Зора. Кај ги запозна во Воден. И можам да ти кажам дека за жал барем во овој северниот дел на Грција, каде што они се најјаки како партија. На изборите најјаки беа во Атина. Во ред, но веројатно пошто таму име центарот. Не зборим по процент на гласови. Зборувам во северниот дел на Грција, најголем дел од гласачите им се луѓе кои нас може да не разберат. Што Турица гори од Турака сега, си постои таа, нели? Ова утро. Се чул таа. Луѓе кои говорат една архаична и прекрасна форма на македонскиот јазик со ццкање таа егејската убавата. Си го се чул ова што го кажав, така? Сега да, и сум го видел тоа со своји очи и сум ги чул со своји уши. Навистина ми е жал што тие луѓе така имаат некоја криза на идентитет и може само да се надеваме дека во некои наредни генерации таа криза на идентитет ќе им се заборави, затоа што на крајот од денот ти може колку сакаш да се правиш нешто што не си, но твојот внук на крај сепак ќе се разбуди како што е.
така покажуваат емпириски светските трендови, особено се многу интересни затоа што и покрај тоа што се нели големи грци, не го забораваат македонскиот јазик и уште си го користат по дома. Ја толку да бидам self-hating македонец, ќе се избориме дома на тој јазик кој сум одбрал да бидам нешто тоа. Не знам, ако одберам да бидам шкотланѓанец, на шкотски ќе збориме дома. Ама не сум одбрал, уште сум одбрал да сум македонец. Така што тие од Златна Зора се и наш внатрешен проблем. Јас разбирам дека живееме во век кога нели сите идентитети се менуваат, ама дека културата така се менува, дека ја ќе се прогласам себе си за мислам дека не се и многу се интересни затоа што прво со Златна Зора, а после идат таму по Костовски играат ора. Ја друго сакав да кажам. Ја друго сакав да кажам. Значи ваков инцидент кога се случува ваков инцидент, тоа е тоа беше една меѓутоа не е убаво, видиш што се случило. Загрозување на правата на македонските. За Сергеј ќе кажеме дека вчера кажал дека добил од голем број грчки уметници, интелектуалци, граѓани невидена поддршка за целата оваа работа. Види, и дека тој вели самиот дека чувството на гостопримство од организаторите, општината Каламарија во Грција, се координирани средби со посетители, колеги уметници, па и средбата вика со представници на грчки органи за јавна безбедност не му оставил позитивен впечаток. Така што Ивица, одиме понатаму, тоа беше малцинско право за македонците, сега да одиме малцинско. Не, ова е друго, ова е за меѓудржавни односи. Добро, но и низ призмата на македонското малцинство, сега одиме низ призмата на македонското мнозинство. Ајде да чуеме се. Именно, по реакцијата на јавноста, Министерството за образование и наука во вторникот ќе направи утре, па денес е тоа, ќе направи измена на конкурсот за гинеколошко-акушерска сестра во средното медицинско училиште Панче Караѓозов. Во првиот конкурс беше предвидено од септември да има само паралелка на албански јазик, но не и на македонски јазик. Иницијативата на доктор Панче Караѓозов средното училиште е веќе разгледана и информираме дека ќе биде прифатена, односно ќе се отвори паралелка на македонски наставен јазик за профилот гинеколошко-акушерска сестра, соопшти од МОН. Значи од Панче Караѓозов од школово побарале да имаат на македонски. Ама не им дале од Министерство за образование и наука. Вика, значи не е проблем на школото. Лошата проценка од страна на училиштето и од страна на МОН, значи демек ја споделуваат одговорноста, предизвика бурни реакции во јавноста за ускратување право на учениците да учат на смерот што го сакаат на македонски јазик. Еве, почитувани слушатели, се сеќавате нели, но ние протести на албанците во 90-тите кои бара да учат на Универзитет на албански јазик во Тетово и тогаш К15 има онакви сатирички прилози, сакаме да учиме дека ние ќе бараме да учиме на македонски јазик. Еве, во 2023 година под власта на Артан Груби и Димитар Ковачевски, македонскиот народ го дочека ова. Инаку не, види, ја искрен да бидам. Имаше и протести за средно и основно образование и морам да кажам дека тие протести во голема мера беа оправдани во тие години. Значи не може имаше ситуација во Струга, да речеме, да нема паралелка на албански јазик во средното училиште. Тоа е вон секоја здрава памет. Апсолутно. Значи тие протести беа оправдани. Во 90-тите соцел да се направи максимален опфат на мајчин јазик, секој да може да учи во Македонија. Тука се согласуваме. Меѓутоа да се уништува образованието на македонски јазик во Македонија во 2023 година, ова е политиката на Зоран Заев од северна па навака. Разградување на се што е македонско. И за ова мора да има одговорност лично. За ова мора да има одговорност. Баш как испаѓа дека училиштето предложило, така? Да. Па што прават во Министерство за образование и наука? Спроведуваат албански шовинизам во Македонија. А зошто? Кому го користи? Затоа што тоа го прават, имаат министер, имаат сила, имаат мог, имаат институции, имаме неравномерна етничка распределба на власта, имаме влада во која што имаш
повеќе албанци од македонци, имаш институции на системот во кој што имаш повеќе албанци од македонци, гледам, и тоа е реалноста. И реалноста е шовинизам кон македонскиот народ спроведен на дело. Ова, како се вика, секој кој различно, секој кој различно ви го представува тоа, ви го представува како грешка, како ова или како она, ве лаже. Овој систем е создаден од СДСМ и од ДУИ пред се, со една единствена цел, да се репресира македонскиот народ во Македонија. Толку. Значи, ти како македонец си обесправен и си фрлен на маргините во собствената држава која се вика по тебе, Македонија. Па и Северна Македонија да се вика, пак по тебе се вика, затоа што го содржи името Македонија. Јас само сакав да на ова да спомнам дека еве гледам и оваа, како се викаше на Едита Тахири, главната преговарачка за Косово, избројала 700.000, над 700.000 албанци во Македонија. Не знам од кај ги изброја, кога на пописот кој што го спроведе ДУИ нелегитимно, 446.000 албанци излегува во Македонија. Кај ги избројава женава 700.000, мислам, што е во проблем? Значи, имаме попис во Македонија, кој што не беше попис, туку беше шовинистичко етничко дивење на една партија. И пак не надмина 500.000. Не само тоа, нели ке беа без разлика на тоа нешто ставија 30% слушам во тоа, како го викаат балансер. И овдека овие ќутат. Не сакам да погредни зборови се да употребувам. Па нешто личи бе ова. Кај стигнавме? Кај отидовме? Еве кај отидовме. Еве кај отидовме и пак на наредни избори македонскиот народ пак ќе биде, ај се овие се прави патриоти, ние се прави патриоти, пак ќе фрла гласови во празно, пак ќе нови лажни како се вика пророци ќе прифаќа, нови лажни пророци ќе му доаѓаат, нови лажни пророци и пак само сите тие пратени инсталирани од едно место. Па тие до вчера што гласаа за Северна сега ќе бидат големи патриоти и така натаму. Кои ќе бидат патриоти, бе, ајде. Се па ги знаеме тие. Ајде, патриоти. Па ти со тебе се расправам бивица во ова студио, ти ми кажеш дека тие се патриоти. За Кои Северна. Ко Максим Димитриевски да речеме, Северна ја гласаше, сега треба некој сега ќе го како акт на национално ослободување ќе го гласа тој човек во држава. Значи не може више. Се знае. Ние македонците треба да си дефинираме опции кои стварно не представуваат нас. Се ова друго што доаѓа од страна натаму нааму е само за овој уценувачки систем на СДСМ и ДУИ кон македонскиот народ да продолжи. Ако имаме ние моќ, ако имаме свест, ние како македонски народ ќе најдеме една опција, ајде да не кажам која се, сепак сум новинар, и ќе им кажеме на тие, или ќе не застапувате нас, а ние ќе ви даеме поддршката, или и вие како и СДСМ ќе завршите на буништето на историјата. Но за жал ние како народ ја немаме таа сплотеност да застанеме за нашите национални интереси. Тоа е главниот проблем. И ова го говорам како човек кој е далеко од националист, како човек кој е немам нигде вергина дома, она од Кутлеш, се извинувам за вие кои така го гледате, немам нигде ни сонце од Кутлеш, немам отидено на гробниното на еден војвода, не пеам ниту една песна за војводи, не се ни удирам во гради, ово ви го кажувам од перцепција на еден монака современ европски граѓанин со македонска национална свест. Ја не сум толку исклучив, се знае кај кого била главната одговорност и таму треба работите да завршат. Овако. Сега не можем ја да исклучувам цел народ заради грешките на некои само секунда. Вели Љупче, за тебе штетните го договори беа реалност, од каде сега со овие ставови? Да, тие се реалност, веројатно нема да може да се ретерира од нив. Тоа е факт. Но треба да го имаме она што го имаме и треба да се избориме максимално да ја вратиме работава на претходно ниво, колку што можеме повеќе. И да не успееме, доколку ја регулираме држава внатре да се нарекува себе си Македонија, надворете нека стои тоа штетно име како некаква реалност, затоа што стварно геополитички проблем ќе направиме ако меѓународно се тргне, но внатре може да имаме македонска опера и балет, може да имаме Македонска академија на науки и уметности, еве уште имаме. Може да имаме македонски народен театар. Можеме можеме да ги вратиме.
и никој ништо не ни може. Ние пак можеме и во рамки на ова да се избориме максимално да останеме, да престане таа нишка на ништење на нас. Не мора бе сега ние да влеземе тоа светов да го реформираме. Доволно е самите себе си овде да се реформираме. Но види, ја не гледам дека има тука некоја таква фаталност и конечност. Секој оној кој што ќе се ги дефинира националните цели. Не сакам луѓево да мислат дека тоа може да се деси сега и вака. Преку ноќ ништо не може. Значи тоа е една процедура, ние треба да се бориме, пред нас е битка. Не, како што преку ноќ Као преку ноќ не ни го смени името, 30 години работеа да ни го сменат името, така и ние може ќе треба 30 години да работиме да го вратиме името назад. Точно, но треба да работиме. Бидете, значи тоа го дели племето и нацијата. Тоа е разликата меѓу племе и нација, затоа што нациите работат стратешки, имплементираат, не знам, како што има Америка, Велика Британија, Русија, ако сакате, или било која нација која што има долгорочна стратегија национална за одредени прашања. Ова што се случува сега во Украина е национално разгледувано од русите пред уште кога се самостои Украина, они гледале Донбас како да го придобијат и така натаму. Стратегија имале за ова. Така и ние треба да имаме наша стратегија еднаш за секогаш. А не ад хок цело време да скокаме, ме разбираш? Дури нации кои што се во далеку понезавидна ситуација од нашата нација, си имаат некоја своја агенда која што ја тераат. Еве, кој палестински лидер се откажал од селата што се иселени во 38-ма, која била таа војна? Кој од нив? Иако тоа денес таму е реалност дека во тие села денес нема. Во селата нема, во градовите остана арапи точно. И сте го видели оној символ што ни го користат, некојаш еден мој другар се чудеше што им е ова. Имаат едни клучеви. Знаеш, клучот на што е символ? Ке се вратам дома. Значи, ама пази се, тоа е порака, тоа е национална стратегија. Ако сакате, еве, уште една национална стратегија, збориме на неправден народ. И обратно, еве и обратно на израелскиот народ стратегијата. Они па затоа што имаат стратегија да земат, сметаат дека тоа е нивна света земја, се дали е тоа во правост или не, една сосем друга дебата. Они па прават кибуци во населени места каде што живеат доминантно палестинци, носат и населуваат во кибуци еврејски семејства кои IDF ги чува таму. И тоа обично се оние по-ортодоксни евреи. И тоа е национална стратегија. Замислете сега фамилија од мајка, татко и син, нели, трочлено семејство. Пази, со резолуции на Совет на безбедност. 5 војници на IDF го чуваат. Со резолуции на Совет на безбедност дека тоа е нелегално по меѓународно право. Значи, и покрај тоа продолжуваат. Ама имаат национална стратегија. Бугариве, ако сакате, имаат национална стратегија за непризнавање на македонскиот народ и ја користат секоја можна прилика нас како македонски народ да не прикажат како бугари. Јазикот на секаков можен начин да ни го негира. Имаме национална стратегија дека не даде Заев. Апсолутно. И сега ние на што остануваме? И сега тука некој ми пишува, мене ти ретерираш ти вака ти онака. Не бе дечки, ја ретерирам против вашите племенски пориви дека може некој работи ад хок да се сменат. Еве сега, сонцето од Кутлеш, символот на Филип и Александар Македонски, најубав знамет го имаве на светот, го сменија на сила во собрание ден по атентатот на Глигоров. Пропелерот на Грчев не е наше знаме, не го признаваме исто како што не ја признаваме Северна. Добро, ако сакате вие така, направете си секта. Моje знаме на мојата држава, во уставот на мојата држава е знамето на Македонија. За знамето од Кутлеш ќе ви кажам една работа. Проверете си, ако мислите дека знаете повеќе од мене, но проверете си, до 70 години сонцето од Кутлеш ниту грците го користеле, ниту ние сме го користеле. До 70 години на минатиот век. Така што, и сонцето од Кутлеш, и оваа изведба на тема сонцето од Кутлеш за прилагодена за нас е нешто што е создадено пред да се роди Ивица Боцевски или нешто скоро од кога се родил Ивица Боцевски. Не, колку што знам јас, како се викаше тој познатиот археолог грчки кој што ги открива гробовите, нели, во Кутлеш, ги открива годината која јас сум роден. Значи пред Ивица. И тоа дека меѓутоа знамето
како изгледаше старото знаме, е прелеано прво помеѓу грчките заедници во диаспората кои што доаѓаат од Сега ние регионот сме Македонија. објективни. Од таму се прелеваат факт е, чекай, да се разбереме, факт е дека народот го прифати тоа знаме кај нас како етнички символ. Значи не бегаме од тоа. Не бе, ја не го забранувам тоа. Значи, не Ама и бегаме тоа од тоа, знаме исто како и ова, Има своја историја, новаво точно. е нова творевина. Да, бе, не е точно, тоа во точно. генот на македонскиот Не, не, фолклор да тие нема филмови глупости да не ми ги правите. Значи, еве ви кажувам јавно. Ако мислите дека сте по-патриоти за тоа што го веете тоа знаме, за разлика од мене, не сте. Не сте по-патриоти. Меѓутоа во ред. Значи, И ја разбираме неправдата дека тоа знаме на сила беше променето и тоа исто така мораме да го потцртаме сега. Тоа е реално Липчо. Тоа знаме не беше променето заради желбата на луѓето да го сменат. сега гледај. Шо да гледам? Убедуваат дека уште у 50-ти, 60-ти се користело. Не е точно, Не се користело, луѓе. Значи никој не знаел, не го видел. Символот по прв пат е откриен на гробниците што во Кутлиш Во ги Македонија ископал- се среќава негде 8 крако сонце, но тоа е изведено во онаа форма. Меѓутоа факт е дека знамената далечина факт е дека на символот е коловрат. прифатен од нашиот народ како етнички символ на македонците и во Еве, ред е тоа. сонцето од Кутлеш го има во многу цркви и манастири. Го нема. Тоа не е сонце од Кутлеш, тоа е 8 крако и наликува на две изведби. Има едната не е е ни битно влашката сега, изведба, добро. а другата изведба е коловратот, кој е Не е нели ни битно. на словените Колку што символ знам, па и некако. кај влашката заедница се мафта сега тоа знаме. Како? И влашката заедница има некоја варијација на сонцето, колку што знам. Не, они не, тоа е 8 крако сонце има, тоа не од Ама секогаш. не е битно. значи, не Битно е дека 16 кракото сонце нашиот народ го прифати, посебно го прифати по неправдата, кога на сила го тера, не тера да го менуваме. Овако, се што на сила, знаеш. 76 и 77 е најдено Ивица. Знам да е добро, еве. Не да, значи ти која година си роден? 77 е. Значи Ивица кој Така е сум роден? запамтил, не дека ја нешто имам нека Ивица меморија. Боцевски, кој е прилично млад и има уште многу што да каже во својот живот, е генерација со сонцето од Кутлеш. Значи, Не види, тоа е антички символ, меѓутоа повторно е како се вика оживен како резултат на таа и за тоа и не е битно, види, на бидете си на крајот објективни на кон криштата, себе. значи борбата за Македонија ќе биде долга. И тоа не е Борбата за Македонија, не, Апсолутно. борбата за Македонија, ова ти што зборуваш ќе биде долга. Не согласно со твојот пријат Липчо, мислам дека треба точно се издвои точно треба да се издвои хируршки делот на луѓето кои што се одговорни за ова што ни се случи. Не, бе, тоа е него. Да, не сакам ја овдека никакви реваншизми или било што. Секој мора да си каже јасно и гласно зошто поддржал тогаш тоа што го поддржал. Зоран Заев ке треба да објасни и контактите кои што ги имал со повисоките од надвор и така натаму. Така што ова тие се работите, инаку Лјупчо не слушаат и во Израел, еве сега ни порача едни од таму израелци со македонско потекло, вика Лјупчо, кој што нормално доаѓаат од полибералниот дел на израелскиот политички живот, велат да си проучиш, вика, помеѓу разлика меѓу кибуц и сетлмент. Да, сетълмент, Добро, да. тука се погреши Да, точно. ги сгрешив, така е, во право. Кибуц е друго нешто, добро. Кибуц се више изумираат кибуците, тоа е една форма на задругарство у Македонија би било, каде што сите заедно... Па социјалистичка форма, види. Да. Социјалисти го градели Израел на почетокот. Мене ми е криво што не успеав да издвојам време во мојот живот. Сега веќе нема теоретска шанса затоа што веќе имам семејство, но пред да формирам семејство во, не знам, 2016-17, кога баш имав една професионална криза во животот, не искористи време да одам да живеам во кибуц едно 6-7 месеци, затоа што многу славни луѓе живееле во кибуц. Боб Дилан живеел во кибуц, Берни Сандерс има живеено своевремено во кибуц и тоа велат дека едно прекрасно искуство, нели, за да се доживее, тоа се земјоделски заедници, каде што сите заедно работат и сите заедно ги споделуваат добрата, односно профитот на крај. И тоа така функционира малце
Ја па мислам дека ништо не си пропуштил во животот, тоа кога ти кажам искрено. Криво ми е, ако за нешто ми е криво, тоа ми е криво. Што не сум живеел у кибуц и Немој ти без со тие работи враќање кон природата, не знам што, не знам како. Еве уди на Скопска Црна Гора, ја ќе ти најдам. Абе ја не викам тоа Ќе ти најдам- трајно. Ама не, Значи, бе, еве. како искуство да го видиш, да запознаеш малце Ја ќе ти најдам. Ја ќе ти најдам, ќе ти најдам таман и Абе, ја лозејам ако мотики, сакам да работам. крампови, па седи работи. Па што е разликата? Не е разликата, е тука заедништвото, начинот на функционирање. Па што Тоа е. наши весела така функционира што фали. Не функционираат. Знаеш, кај нас секој што ќе си набере, за него е. Значи, добро, не романтизирај, како ти кажам. Океј, за нив е дел од историјата, романтичен дел од историјата им се кибуците, едно друго, но ајде да се вратиме сега на темата. Еј, Бранко Азески има колумна напишано за Доне Таневски, кој ја напушти водечката позиција во Македонија Турист после години и години. Па добро, сега должен е да го напише тоа дел мојот. И вели Азески дојде тивко и остана коморски човек за секогаш. Еве, Дошо е тихо и ушо леген. да го испратиме после долгите години раководење Доне Танески од функцијата, нели, директор на Македонија Турист. Една чудна бизнис приказна, сега не знам, вајде ќе ми напишат дека и он имал корупција тука, пошто Македонија е бизнисмен малце и така секојаш си на некоја граница, но здрав и жив да е човекот. Гледаме што има ново друго ово утро. Ова со судскиот совет, кај да е во 11 треба да се Ова со Бехтел и Енка, ама добро, тоа е тоа. Бехтел и Енка тоа више продолжува. секој ден тема. Вучич и Куртај на средба во Брисел. Србија и Косово ги решаваат проблемите. Тоа е добро, да. Значи, видите, од прилика тоа е тоа за... Ја мислам да го затвараме полека денеска денот. Ова и еве да порачаме дека деноиве ќе најдеме начин да ги одбележиме сите овие теми кои што се од наш интерес, инаку ти вака како монархист знаеш дека во сабота имаш кронисување. Да, ние дома во кругот на семејството се припремаме за да гледаме BBC од сабајле до вечер. Поради работните обврски му пратив писмо на кралот Чарлс дека нема да можам да присуствувам таму, но моите мисли се со него и му посакуваме Господ да го... Веројатно кога ќе добие писмото ќе ти се јави и ќе ти рече да го поздравиш Цацко, овој автомеханичарот. Ти ли си, бе? Автомеханичарот со текта не реши да чекуваш. Ти знаеш ли кој е овој човек? Ке рече на Камила. Ти знаеш ли кој е овој човек? Но како што пишува Daily Mail, сега кралот Чарлс и подарил нов дом на асистентката на кралицата Елизабета. И тај била стилистка и пријателка Анџелина Кели, 65 години. Имено кралицата и ветила на Анџела доживотно сместување, но неколку месеци по смртта на Елизабета била замолена да ја испразни и остави својата викендица на името од Виндзор, но минатата недела на социјалните мрежи објави дека го напуштила својот дом. Сега се дозна дека кралот ја обезбедил сместување до крајот на животот. Извор близок до палатата рекол дека на Кели е даден дом во градот Гасли во Йоркшир. Daily Mail пишува дека Чарлс си го купил имотот на Анџела, кој по незината смрт ќе му се врати на кралското семејство. Сега малце ова го изнервирало овој како се викаше Хари, али добро сега тоа им се фамилиарни. Да, и околу ова само сакам да ги поздравам во моментов, еве една работа која што ме замолија да ја направам, да ги поздравам неколку колеги, нема да ги кажам по име и по презиме, затоа што тие избираат тоа да биде така. Значи, во изминатиот период покрај сите светски дипломати и македонската дипломатија неуморно работи на евакуација на држави на Република Македонија кои што се наоѓаат на територијата на Судан. Ние сме глобална нација, секаде не има. Од разноразни причини има таму, дури имало и експерти кои што работеле на проекти и така натаму.
за сега нешто да течат во ред, единствено ќе замолам Министерството малку да скрати на промоција, малку повеќе да додаде на ресурси на луѓето кои што го работат секојдневно, затоа што не е едноставно кога си постојано на телефон со И семејствата кои што очекуваат нивните најблиски да бидат евакуирани од земја каде што веројатно веќе тече еден една крвава граѓанска војна. Нормално ќе ги издвојам амбасадите во Каиро и амбасадите во Абу Даби како места каде што во моментов се прекршува оваа евакуација и доколку некој што не слуша познава луѓе кои што се таму, веднаш да се јави Министерството за надворешни работи со цел да бидат ставени на соодветните списоци. во сабота ја ќе се вратам на коронацијата. Обединетото кралство има голема чест затоа што за прв пат во нивната историја ќе имаат официјално крунисан крал кој стапнал на територијата на Македонија. И Му посакуваме долг живот со тоа што тука да подцртам уште една од разликите меѓу мене и Љупчо покрај годините се и тоа јас сум убеден републиканец, така што ништо посебно. Ден како ден, сабота како сабота. 6 мај, така. Ние да имавме крал, Артан Грубике беше обичен дворски шут. Тука ја завршуваме. Може и он, или војвода, не. Може војвода ќе беше, нема така. Јас сум Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија, заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација е на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски. Денес е 2 мај 2023 година. Полека веќе научивме дека 2023 не ја правиме грешката дека е 22. Тоа значи дека полека зачекоруваме да ја зграбиме годинава и па може па и избори да дочекаме више шо. Останете со нас.